Време е за првиот наш гостин. Ова утро со гостите ќе биде нашата колешка Оливера и срдечен поздрав за нашата гостинка, професор доктор Катарина Ставрик, доктор по семејна медицина. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро Оли за тебе. Да ја отвориме превентивно ова недела и се разбира со првиот гостин, доктор, која што ќе ни каже како да го спречиме разболувањето, настинувањето и сите болести. Благодарам, Суза. Добро утро и добро утро на сите наши гледачи. Ова утро разговараме со доктор Кети Ставрич, доктор по семејна медицина и раководител на Центарот за семејна медицина. Се разбира, денес ќе претендираме зошто е важно да го спречиме нештото и воедно токму затоа и го одбравме овој доктор Кети, бидејќи таа е поборник за здравите навики, за здравиот начин на живот и се разбира како превентивно да живееме. Добро утро, докторка. Добро утро. Верувам дека ќе откриеме многу важни, есенцијални прашања, одговори на нашите гледачи, бидејќи сите знаеме да отидеме на доктор кога нешто ќе не заболи, но не знаеме тоа нешто да го спречиме. Таа болка или таа некоја болест која што е во некогаш и напредна фаза. Да, за жал, превенцијата некако не ја обрнуваме доволно внимание на превенцијата. Некако сите чекаме кога ќе се разболеме, тогаш бараме помош од докторот. Меѓутоа, превенцијата е многу важна алатка воопшто во здравствената грижа затоа што болест не е здравје само отсуство на болест, туку и комплетна физичка и ментална благосостојба. Така да и грижата, само грижата за да бидеме здрави е составен дел од заложбата на секој граѓанин би требало да биде. И тоа е превенцијата. Всушност да бидеме здрави, да колку што може да превенираме појава на одредени болести, затоа што сите ние носиме различни ризици за не само за малигни заболувања, за хронични заболувања, па и за било какви други заболувања. Здравствениот систем се уште она што го кажавте, се базира во главном на лекување на болести. А не на спречување. Многу помалце на превентивата, а би требало обратно да биде. Затоа што можеби вложувањето во превентивата не е брзо видливо. Меѓутоа на долгорочни временски периоди ќе се види ефектот од тие превентивни мерки што се спроведуваат. Како да започнеме со превенција? Како да започнеме да спречиме нешто? Треба да правиме редовни или во годината колку анализи на крв? Дали може преку анализа на крв да се спречи некоја настанување на болест? Знаете, јас сум педијатар. По вокација 32 години работев на клиника за детски болести, меѓутоа последниве 15 години сум раководител на Центарот за семејна медицина при Медицински факултет и работам многу со матичните лекари. Превенцијата, ја као педијатар викам превенцијата почна уште од најмалите нозе, кај децата. Фактички едукацијата за здрав животен стил, тоа е првата превентивна мерка што треба да сите здравствени работници да ја спроведуваме. Треба да подразбира децата? Што подразбира тоа? Тоа подразбира здрава исхрана, правилна исхрана, тоа подразбира редовна физичка активност, добар сон, да не се подлегнува на пороците како што се цигарите и алкохолот и секако со тек на времето и исправување со стресот. Мислам, тоа се основните ризик фактори кои што во основа лежат на сите заболувања. Ние ако превенираме во старт и обезбедиме да се грижиме и да обезбедиме здрави навики кај секој еден поединец, веќе сме завршиле добар дел од работата. Секако, постојат и други ризик фактори кои што влијаат на појава на болеста. Редовните контроли, крвни слики, тоа не може се да се види преку крвната слика. Не може се тоа да се види. Има одредени програми, различни програми за различни болести кои што се докажано дека се ефикасни како скрининг програми.
Тоа значи дека се ефтини, ефикасни, дека имаат точност голема и дека може да скринингот се прави со цел да се открие болеста во самиот почеток. Значи, ова што зборевме едукацијата е да превенираме појава на болести. Додека скрининг програмите и скрининг анализите што ги правиме, идејата е да ние се чувствуваме здрави, меѓутоа имаме одредени, веќе болеста почнува, тука е присутни се одредени промени, меѓутоа ние не ги чувствуваме како болест. Да се откријат, за да може благовремено да се делува, за да се спречи прогресијата или да се излекува дадената болест. Многу од пациентите не ги ни препознаваат симптомите за да можат да се јават навреме. Зборувам за оние веќе хронични болести, не можам да кажам неубави болести, меѓутоа нема убава болест, како и да е. Колку пати сум слушнала, отиде со пријателката на доктор, случајно и таа, па и најдоа втор степен на канцер. Да, затоа се велиме тие скрининг програми. И точно се пропишани во кој временски период и на колка временски период треба да се прават. Затоа што согласно нашата популација, согласно возраста на која што се јавува одредено заболување, креаторите на политики одлучуваат во кој временски период треба да се прават тие скрининг програми. И за жал ние имаме национална скрининг програма за рак на дојка, тоа е мамографијата. Меѓутоа некако жените не ја искористуваат. Еден од проблемите е она што ја велам здравствената просветеност на нашето население. Да ја свати сериозноста на овие превентивни програми, затоа што нашиот народ вика, ама јас сум здрав. Да, он е здрав. Не чувствува ништо. Немам потреба да идам на доктор. Зашо да идам на испитување, зашо да правам крвни анализи кога ја се чувствувам здрав? Напротив, треба да се користат овие скрининг програми и тоа е целта да ја подигнеме свесноста кај населението за важноста на овие превентивни програми, скрининг програми, да се прават. И тука е улогата, ја гледам на матичните лекари. Затоа што секој од нас има свој матичен лекар. 80% од популацијата барем еднаш годишно ќе отиде на матичен доктор. Не е битно, може да е за настинка, може да е за некое боледување. Меѓутоа, тој прво си го знае својот пациент. И знае кои све ризици ги има неговиот пациент. Второ, ја знае неговата фамилиарна анамнеза. Знае кои све болести во неговото семејство пошироко постои. Така да, матичниот доктор е во една идеална позиција да направи еден индивидуален план за превенција. Може би одредени пациенти може би треба да речеме скрининг за диабет многу порано да почнеме. Може би за мерењето притисок е скрининг програма за да се открие покачениот крвен притисок. Многу со години има, да речеме, диабет или хипертензија пред да биде поставена диагноза, затоа што не отишле на доктор, затоа што никој не им измерил притисок, не направил лабораторија. Така да, затоа е важно да матичните доктори има, пациентите сепак ја имаат таа доверба во матичните доктори. Така да, треба, може би, ако ништо друго, барем еднаш годишно да се посетува матичен доктор, за да му се даде можност да разговара. Така. Има и бесплатни скрининзи и кај жените, и кај мажите, кај жените за рано откривање на карцином на грлото на матката, за карцином на дојка. Матичните доктори не го прават тој скрининг, тоа се сепак гинеколозите. Меѓутоа, разговорот, но и упатувањето. Разговорот да ја подсети жената кога била последен пат на гинеколог, затоа што има жени кои идат на гинеколог кога ќе останат бремена. Ќе се породи и толку се завршува. Кај матичен доктор почесто доаѓаат пациентите. Така да, разговорот со пациентот
може да помогне да го едуцира пациентот будењето на свесноста. Подигнување на свесноста. Меѓутоа, свесноста, да, тука е контакт доктор-пациент. Меѓутоа, мислам дека и медиумите имаат многу важна улога во подигнување на свеста на популацијата. Социјалните мрежи кај младите исто така е важна алатка, меѓутоа, правилно користење на сите овие медиуми и социјални, затоа што има многу дезинформации кои што место да им помогнат на пациентите, мислам дека ги прават збунети и создаваат некоја недоверба. Така да, пак би рекла, пак ќе се вратиме на матичниот доктор. Тој е првиот контакт со здравствениот систем. Лесно достапен му е на пациентот и доволно е разговор, сепак на крај одлуката дали ќе се направи одреден скрининг програма, дали ќе се направи анализа или не, пациентот ќе ја донесе. Меѓутоа е важно да биде информиран зашто треба да ги прави тие работи. Споменавте дека сте раководител на Центарот за семејна медицина и работите со матичните лекари. Каде го гледате според вашето искуство напредувањето на матичните лекари во национална превентивна програма, како што се одредени болести, скринингот за рак, слушнавме во вестите зголемен бројот на ХИВ инфекцијата во нашава земја, имунизацијата? За жал, матичните лекари, една од бариерите е времето. Значи, нема доволно време за да се посветат на пациентите, затоа што ова што велиме разговор со пациентите бара време. Бара посветено време од 15 на 20 на минути за да може да седнете со пациентот и да разговарате. Но има, се трудат колку што можат, матичните лекари навистина се трудат, посебно специјалистите по семејна медицина се трудат да и превентивната грижа за пациентот биде составен дел од нивната секојдневна работа. Она што реков, ги знаат пациентите и втората работа е довербата. Сепак, бидејќи матичните лекари со години се грижат за здравјето на пациентот, со тек на време се гради таа доверба помеѓу пациентот или матичниот доктор и многу полесно мислам дека и самиот пациент ќе прифати, можеби и ќе се довери на матичниот лекар, ќе прифати советот матичниот, затоа што се познаваат на некој начин. Така да би дала апел поголем акцент да се даде на матичните лекари во поглед на превентивната, на приманата здравствена заштита во поглед на превентивната медицина. Не мора превентивни совети да дават само матичните лекари, тука се и медицинските сестри. Да. И тие се обучени да може да дадат едукација, советување на пациентите за најчестите заболувања, да направат разговор. Потребни се реформи во примарна здравствена заштита за да на некој начин медицинската сестра, за жал сега, работи административна работа. Така да целиот товар се сведува на докторите. Еве го, почнува сезона на инфекции, на грип, со по 80 пациенти, прегледи, инфекции, болни пациенти. Едноставно нема време за да се разговара, се пропуштаат консултации без да им се обезбеди разговор на пациентите во поглед на превентивните програми. Но они имаат клучна улога. Она што велам, скринингот за рак на дојка е национален. Значи, треба само да се пријави жената. Доволно е информираноста, кога се прави, зашто се прави, на колку време се прави. Сите дилеми што ги имаат пациентите може да ги разговараат со своите матични лекари, да им ги разјаснат стравови, може би се плашат, па зрачење, па... Значи, затоа велам, тука е докторот кој што може на сите тие нивни дилеми и стравови на некој начин да им даде соодветен одговор. Да си најдеме време и да си поидеме барем еднаш годишно подобро и повеќе на разговор со матичниот лекар и кога ништо не наболи. Да. И не мора, мислам,
превентивните не се ургентни состојби. Не значи тоа дека сега во моментот треба сите да отидеме кај своите матични лекари. Можеме да се јавиме, да се договориме во период можеби кога они имаат помалце, да речам, притисок од други пациенти или да во некој период да се закаже некој превентивен консултативен преглед, да речам, кај својот матичен доктор. Така, да го искористиме вашето присуство, бидејќи сте педијатар, и да кажеме кај децата, кои превентивни мерки се најнесоодветно искористени? Кај децата превентивните мерки релативно се спроведуваат. Може би дури и превише се спроведуваат одредени мерки. Крвните слики ги спомнавте. Значи, дури и самите родители прават непотребно крвни слики. Точно се знае во тек на првата година дека крвна слика се прави. Збориме како превентивна. Не. Не. Детето треба да биде здраво, доволно е да го прегледа матичниот доктор или веќе во превентивните тимови работат педијатри. Значи, ако детето е здраво, може да прими вакцина без крвна слика. Крвна слика во првата година од живот се прави на 6 месеци и на 12 месеци. Се со цел да се евентуално открие појава на слабокрвност. Јас пред секоја имунизација на моите деца сум правела крвна слика. Нема потреба. Сепак сватете, и тоа е некој вид траума за детето. Непотребно е. Да, ако матичниот доктор процени дека можеби открие некој симптом на слабокрвност и порано, се посомнева, секако дека ќе направи крвна слика. Меѓутоа, превентивно правење на крвна слика нема потреба. Така да се надевам дека сега наскоро превентивни тимови ќе имаат малце поголема улога во превенција на развојот на децата. Збориме рано откривање на аутизам, на оние развојни пореметувања. Тоа се прашалници меѓународни кои што се точно пропишани дека се прават на 18 месеци, на 24 месеци, за да се постави сомнеш. Не мора да значи дека е тоа диагноза, меѓутоа се поставува сомнеш за да се иницираат, да речам, понатамошни испитувања. Мерењето на тежина и на висина. Ние, за жал, имаме се поголем проблем со дебелината кај децата. Поради нездравиот начин на... Поради нездравиот начин, меѓутоа, доколку се мери редовно, да речеме во првата година на секои 3 месеци се следи тежината и висината кај децата, после тоа на 6 месеци, може многу порано да се воочи дека детето има тренд на зголемување на телесната тежина и повторно велам, секоја консултација кај детето се даваат овие совети превентивни за здрави навики. Здрава исхрана, физичка активност, меѓутоа ако видиме дека почнува да надава во тежината, не треба да чекаме да детето стигне до дебелина значајна, туку многу порано да се работи и со детето, меѓутоа и со семејството, да се превенира понатамошно, затоа што дебелината во детството остава последици долгорочни после кога тоа дете ќе стане возрасно во поглед на сите хронични заболувања, а се поиќе зборувам и за хипертензија кај деца, адолесценти, зборувам и за тип 2 диабет, значи не е само оној тип 1 диабет, така да важно е да тоа се тие превентивни прегледи, разговор, тежина, притисок да се измери, лабораторија ако има потреба да се направи, меѓутоа повеќе консултацијата со детето, со возрастниот. Ја споминавме пред малку имунизацијата и дилемите кај младите мајки и денешните мајки кои што не ги даваат децата на вакцинација. Што мислите, дали е важна вакцинацијата кај децата? Па и вакцинацијата спаѓа во превентивна мерка. Да, ние вакцинираме здрави деца, меѓутоа целта ни е да они бидат здрави деца и да останат не деца, него и возрастни луѓе. Се повеќе и повеќе со оглед дека се зголемува старосниот век на населението, више не зборуваме за имунизација на деца и адолесценти, туку зборуваме за вакцинација низ целиот животен век. Ние со долги години имавме многу висок офат и едноставно ги заборавивме инфективните заболувања, кои што претходно
тоа се високо заразни заболувања, многу лесно се шират, оставаат последици, а може да имаат и смртни случаеви. Така да, за жал, повторно почнуваме да ги гледаме тие заболувања, што сме ги заборавиле. Безбедни се кај нас вакцините во Македонија? Да, вакцините се безбедни, тоа се европски произведувачи, значи истите вакцини кои што се користат и во околните земји, во Европската унија, земјите на Европска унија, ги користиме и ние. Со строго контролирани механизми на транспорт до вакциналните пунктови, така да во тој поглед апсолутно не треба да има дилеми родителите. Така. Веќе неколку децении кај нас се познати онаа ХПВ вакцинација, што ја примаат чинам 16 годишните или 12 годишните, а веќе и момчињата, тоа е 9-валентна веќе вакцина. Сте погодник за таа вакцинација? Да, значи ние веќе од 2009 ХПВ вакцината е влезена во редовниот календар на имунизација. Повеќе од 15 години. Зборам за Македонија, а во светот повеќе од 20 години се даваат ХПВ вакцините и навистина, кога збориме за ХПВ вакцина, тоа велиме дека е вакцина која што превенира канцер. На грлото на матката? На грлото не е само на грлото на матката, да, кај жените, меѓутоа и на други канцери кај жените, на вулва, на вагина, на аналната регија, меѓутоа истото и кај момчињата. Значи, и во последни години се повеќе и повеќе станува актуелно орофарингеалниот карцином. Значи, и затоа е важно да се вакцинираат и момчињата, затоа што и они учествуваат во тој процес на трансмисија на вирусот. Пак ќе речам, да, ние ги вакцинираме адолесцентите на 12 години, меѓутоа бенефитот го гледаме после. Затоа што нема вакцинирана лице, вакцинирано девојка, која што заболува од така велат статистиките од 2009 да. Посебно сега што се користи 9-валентната, значи со тие 9 соеви кои што ја има во ХПВ вакцината, 95% од соевите кои што се поврзуваат со ракот на грлото на матка се покриваат со оваа вакцина. За крај, која ќе биде главната порака која што ќе ја испратиме до гледачите во поглед на превенцијата од заболувања? Треба да водиме сметка за своето здравје и кога сме здрави. Тоа е влог за иднината. Значи, редовно да идеме на разговор, ако ништо друго, со своите матични лекари, да ги почитуваме националните скрининг програми, да разговараме за можностите што треба да правиме, да не претеруваме со премногу испитувања, меѓутоа тоа што е докажано дека е ефикасно да го спроведуваме. И секако оние здрави навики за животен стил да се обидуваме да ги практикуваме. Јас верувам дека нашите гледачи се дисциплинирани и дека ќе ги слушнат советите што денес ги дадовме преку вашето гостување. Ви благодарам. Благодарам на поканата. И јас ви благодарам на овие навистина корисни совети, превентивни совети.